редовно издание на Дневникот на К1 телевизија. Информативната редакција и денеска ви ги пренесува актуелните случувања и настани од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Мања Василева, во продолжение ги најавувам настаните на денот. Денеска се слави православната или меѓународот позната како Стара Нова година. Кавадарци се соочува со проблемот за згрижување на децата од предшколска возраст. Изградбата на минимум 2 детски градинки се насушна потреба на кавадарчани. Македонската берза со раст од 56,73% во 2017 година. Православните христијани кои се водат според јулијански календар вечер ќе ја пречекаат православната или Старата Нова година. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. Според јулијанскиот календар, денеска православните христијани ја пречекуваат православната или Стара Нова година. Голем број македонски семејства Василица ја празнуваат како домашна слава, а оние кои го носат името на Свети Василий Велики го слават својот именден. На Василица верниците кои се водат по овој календар кршат и лепче со паричка, а исто така се верува дека на оној кој ќе му се падне паричката ќе биде среќен во текот на целата година. Во чинот на испраќање на Старата година се проследени и низа обичаи, кои голем дел од граѓаните и денеска ги практикуваат. Палењето на василичарски огнови е символ на божествената светлина, што според народното верување ги прогонува лошите сили. Инаку Свети Василий Велики е еден од тројцата најголеми црковни учители од 4 век. Родом бил од Кападокија, а завршил школа во Атина. Тој бил голем христијански филозоф, а се прославил и како епископ и заштитник на чистотата на православното учење. Свети Василий Велики се упокоил на 14 јануари во 379 година. Насушна е потребата на кавадарчани за изградба на уште детски градинки, бидејќи капацитетот на постојаната е до 600 деца, а во неа се згрижени повеќе од 1030 деца. Уште 300 деца се на листата на чекање. Председателот на Советот истакна дека градинките и понатаму ќе имаат поддршката од Советот и оваа година ќе биде година на изградба на детски градинки. Кавадарци веќе подолг временски период се соочува со проблемот за згрижување на деца од предшколска возраст. Изградбата на минимум 2 детски градинки се насушна потреба на кавадарчани. Засега во сите 5 објекти на градинката Рада Поцева се згрижени 1030 деца. Капацитетите на истата се до 600, а на листата на чекање се 300 деца. Оваа година ќе биде година на изградба на детски градинки, рече председателот на градскиот совет Ристо Сакалиев, потенцирајќи дека и понатаму градинките ќе ја имаат поддршката од Советот. Акцентот е ставен на изградба на нови детски градинки. Децата се многу повеќе од што треба во училниците. Акцент и приоритет ќе дадеме на изградба на нови, оспособување на овие што се веќе при крај. И мислам за наредна година дека нема да го имаме тој проблем. Градоначалникот е зафатен со таа работа, Советот. Приоритетот ќе биде на изградба на градинките, да имаме подобри услови за децата. Во најскоро време се очекува до опремувањето на ново изградената градинка која се наоѓа во кругот на здравствениот дом. До опремувањето треба да го изврши Министерството за труд и социјала. Со оваа градинка, која би била 6-та поред, до некаде би се ублажил проблемот, но сигурно не би се решил во целост. Па се снаоѓаме и покрај доста големиот квантитет имаме и квалитет. Сега за сега сме добри, меѓутоа у догледно време ќе има и нови вработувања, има најава од централната власт и мислам дека условите ќе бидат уште подобри со новиот персонал. Да, има побарувачка за работни места, меѓутоа тоа си оде горе од централната власт. Ако добиеме согласности, нас ни треба работен кадар. Градинката Рада Поцева е потврда на мотото дека темелот на секое општество е правилно воспитано дете. За повеќе од 50 години постоење низ текот на годините, интересот за згрижување континуирано расте. Ова е рекордна посетеност во детската градинка досега. Менувањето на свеста кај родителите и големиот број на вработувања придонесоа да има повеќе деца во градинките.
До крајот на 2018 година ќе се примаат барањата за легализација на бесправно изградени објекти, известува Општина Велес. Од таму велат барањата треба да бидат комплетни, а се однесува за објекти изградени до 3 март 2011 година, за кои барателот досега нема доставено барање во ниту еден од претходно дадените рокови. Општина Велес ги известува граѓаните дека согласно Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти, нови барања за утврдување на правен статус ќе се примаат од почетокот на оваа година до 31 декември 2018. Барањата треба да бидат комплетни, а се однесува за објекти изградени до 3 март 2011 година, за кои барателот досега нема доставено барање во ниту еден од претходно дадените рокови. Барањата се примаат комплетни со геодетски елаборат и сметки за јавни услуги, струја, вода или изјава дека објектот е изграден пред влегување на сила на Законот за постапување со бесправно изградени објекти со цитирана катастарска парцела и геодетски елаборат со неа. Барателите кои имаат поднесено барање во 2011, а за кои се издадени решенија за одбивање поради некомплетност, геодетски елаборат или друго, можат да поднесат нови барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, објекти изградени до 3 март 2011 до 30 јуни 2018 со целокупната документација согласно закон. За ова, пред поднесувањето на барањето, потребно е да се изврши консултација со службено лице од општинската администрација. Барањата се доставуваат во граѓанскиот сервис центар во Општина Велес, се вели во известувањето на Општина Велес. Општините издале 182 одобренија за градба во ноември минатата година, што е намалување за 21,6% во однос на истиот месец во 2016 година. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголем број одобренија се издадени во Скопскиот регион 48, следи Полошкиот со 44 и Источниот со 30 издадени одобренија за градење. По значителниот раст во текот на неколку месеци бројката на предвидени станови за градење опаднала во ноември 2017 година. Македонските општини издале одобренија за градење на 306 станови со корисна површина од 29.819 метри квадратни. Ова го покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Споредено со истиот месец од 2016 година, бројката на предвидени станови за градење е намалена за 68,9%, додека нивната површина опаднала за 65,5%. Деловните субјекти во текот на ноември ја започнале постапката за изградба на 157 станови со површина од 11.395 метри квадратни, додека останатите живеалишта ќе ги градат физички лица. Како и досега, најголем е интересот за изградба на трособни 97 и на двособни станови 72. Скопскиот регион со 81 предвиден стан за градење предничи на ниво на целата земја. Воедно во општина Прилеп, во ноември 2017 година било предвидено да се градат најмногу станови во земјава, вкупно 67. Според податоците на Државниот завод за статистика, во ноември 2017 година се издадени 229 одобренија за градење, што е за 36,9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Предвидената вредност на објектите изнесува 1 милијарда 633 милиони 303 денари, што е за 72,9% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 140 или 61,6% се наменети за објекти од високо градба, 16 или 7% за објекти од ниско градба и 73 или 31,9% за објекти за реконструкција. Од вкупно 229 објекти на 168 или 73,4% како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 61 или 26,6% објект инвеститори се деловни субјекти. Сообраќајна несреќа се случила вчера околу 17 часот и 15 минути во близина на крстосницата кај село Амзибегово.
Свети Николско, во која БВ-28 од истото село, управувајќи патничко моторно возило Ford Focus со штипски регистарски таблички, поради неприлагодена брзина кон условите на патот, загубил контрола над возилото, излетал од патот и ударил во дрво. Во несреќата, БВ се здобил со тешки телесни повреди и е пренесен во клиничкиот центар Штип. Увид на лице место извршила екипа од полициската станица Свети Николе. Поради честите прекини кои се случуваат подолг временски период во неколку велешки улици, граѓаните реагираат. Бараат проблемот да биде решен што е можно поскоро. За ова се огласи и надлежните. Јавното комунално предпријатие Дервен Велес на својата официјална Facebook страна преку статус им се обрати на граѓаните. Катерина Нацева со деталите. Проблемот со водоснабдувањето и понатаму присутен во неколку велешки улици. Граѓаните реагираат поради честите прекини кои се случуваат подолг временски период. За овој проблем јавно се огласи ЈКП Дервен Велес преку својата официјална Facebook страна. Тие велат дека станува збор за неколку проблеми поврзани со реконструкцијата на водоводните линии на улиците Киро Чучук, Гемиџиска, Васил Главинов, Мицко Козар и улица Правомајска. Реконструкцијата на водоводни линии во целиот реон, во кој спаѓаат горе наведените улици, било изведена од страна на изведувач, ангажирана од страна на Министерството за транспорт и врски. За квалитетот на новите водоводни линии, ЈКП Дервен не може да гарантира, затоа што се набавени и изработени од изведувач, ангажиран од страна на Министерството. Исто така, дел од приклучните линии, од новите главни водоводни линии до дворовите на корисниците, во моментот кога ЈКП Дервен ги превземал, биле веќе поставени од страна на изведувачот и веќе се случија неколку дефекти на истите. Додека изведувачот вршил реконструкција на линиите, истовремено не работеле за изградба на приклучоците за домаќинствата, па дури откако линиите били изведени и затрупани почеле да работат на приклучоците. Ова подразбира дека повторно се раскопувале улиците и самото приклучување на домаќинствата било вршено неорганизирано, а не улица по улица. Заради неорганизираното работење на приклучоците, често била пуштена и запирана водата од старите водоводни линии, кои се азбест цементни, и тоа доведувало до чести дефекти на овие линии. Од ЈКП Дервен потенцираат дека поради приклучување на заостанатите приклучоци, кои се моментално на старата линија, во наредниот период ќе има прекини на водоснабдувањето, односно во наредниот период ЈКП Дервен мора повторно да ги раскопува улиците и во момент на приклучување да го прекинува водоснабдувањето. За разлика од досега, ова ќе се врши улица по улица, за да не се повторат претходните грешки и очекуваме овие работни активности да завршат во најбрз можен рок, пишува во статусот на ЈКП Дервен објавен на нивниот официјален Facebook профил. Свештенството од град Велес сопатува известување до православни верници на кои вечните почивалишта на своите најблиски се наоѓаат на градските гробишта во Раштани за време на февруарската задушница, која ќе се одржи на ден 10.2.2018 година од страна на свештениците, молитвено ќе бидат посетени во периодот од 10 до 11 часот. Во договор со сите надлежни институции, градскиот превоз ќе биде еднократен и со поголем број на возила во периодот од 9 до 10:30 часот. Ваквите измени се поради бројните реакции од верниците за обслужување на нивните гробишта во Раштани, појаснува свештенството на град Велес заради преобемноста и постојаниот пораст на гробните места, како и неможноста на времено да ги посетат вечните почивалишта на своите најблиски кои се во градските гробијански цркви. Продолжуваме со вестите од земјава. Избран е новиот извршен комитет на ВМРО ДПМН, силно мотивирани индивидуи и луѓе кои голем дел од животот го поминале во партиските структури, искусни политичари. Вака лидерот Христијан Мицкоски ги опиша членовите на новиот состав. Македонската берза со раст од 56,73% во 2017 година. Силно мотивирани индивидуи, луѓе кои голем дел од животот го поминале во партиските структури, искусни политичари. Вака лидерот на најголемата опозицијска партија Христијан Мицкоски ги опиша членовите на новиот состав на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, кои беа избрани вчера вечер на седница на Централниот комитет. Убеден сум, да не бидам претенциозен, дека
ВМРО ДПМН многу брзо ќе застане на здрави нозе и ќе можеме што е можно поскоро да издействуваме предвремени парламентарни избори. Промените процентуално не би можел да ви кажам, но се сериозни. Тоа се луѓе, како што кажав, силно мотивирани, луѓе кои што очекувам да допринесат позитивно во самиот процес на делување на партијата. Одлука моја како председател на партијата и предлагач на овие имиња беше истите да ги презентирам пред членовите на Централниот комитет. Централниот комитет ги усвои речиси едногласно со еден глас против, именно кој имаше 115 присутни од 135 членови на Централниот комитет. Имено нов генерален секретар со одлука на Централниот комитет е Игор Јанушев. Подпредседатели се Митко Јанчев, Александар Николовски и Владо Мисајловски. Членови на извршниот комитет се тројца председатели на општински комитети: Иван Јорданов од Штип, Кирил Пецаков од Охрид и Орце Георгиевски од Кисела Вода, додека за членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН се избрани Владимир Неловски, Даниела Рангелова, Игор Николов, Трајко Славевски, Драги Димитриевски, Владко Ѓорчев, Силвана Ангелеска, Тони Михайловски, Димитар Димовски, Дафина Стојановска, Златко Пирински, Коца Трајановски, Дејан Јовановски, Дејан Чоевтимов, Цветан Трипуновски, Игор Божиновски, Костадин Богданов, Ане Лашковска и Бајрам Требишки. Според податоците на годишниот статистички билтен објавен од страна на Македонската берза, прометот остварен за 2017 година изнесува 4 милиарди 738 милиони 444.919 динари или 56,73% повеќе во однос на 2016 година. Најголемиот дел припаѓа на класичното тргување 2 милиарди 907 милиони 809.921 динар. Потоа блок трансакциите 1 милиарда 817 милиони 744.356 динари и јавните берзански аукции 12 милиони 890.642 динари. Според податоците, бројот на трансакциите изнесува 16.045, што е за 25,7% повисок од 2016 година, каде се реализирале 12.765 трансакции. Пазарната капитализација во 2017 година изнесуваше 136 милиарди 338 милиони 756.416 динари и е повисока за 17,83% во однос на 2016 година, кога изнесувала 115 милиарди 710 милиони 274.852 динари. Голем пожар ја затвори железничката станица во британскиот град Нотингем. Огнени јазици се закануваат од покривот на зградата и брзо се прошируваат низ целиот објект. Поради густиот чад, зградата на станицата е евакуирана, а сообраќајот во прекин. Со огнената стихија се борат повеќе од 10 противпожарни екипи. Блог вести од светот. 9 кандидати втор ден се борат за председателската функција во Чешка. Фаворит е Милош Земан, кој стана првиот директно избран председател на Република Чешка во 2013 година. Сепак неговата можна победа е далеку од сигурна. Експертите веруваат дека е можно да изгуби во вториот круг. Неговиот најсериозен противник е Јиржи Драхош, поранешен председател на Чешката академија на науките. Платформата на 73 годишниот Земан се противи на имиграцијата и организирање на референдум за членство на земјата во Европската унија, иако тој самиот го поддржува членството на Чешка во ЕУ. 68 годишниот Драхош објави дека неговиот главен приоритет е да престане поделбата на чешкото општество. Снежната лавина го потрупа патот помеѓу Бесанс и Боневал Сур Арк, откако тој регион го погоди невиден снег. Драматичните фотографии кои ги направи експертот за лавини Алан Дукло ги прикажуваат моментите откако работниците се пробиле низ наносите и го отвориле затрупаниот пат. Минаа 20 години откако во оваа област видовме ваква лавина, кажа Дукло и истакна дека ја очекувале поради количеството снег кое паднало во изминатите денови. Во областа Савоа за 36 часа наврнале 1,8 метри снег, а метеоролозите врнежите ги опишаа како онакви што се гледаат еднаш во 30 години. Снегот предизвика прекин на струјата и хаос во сообраќајот, го сопре скијањето и ја крена опасноста од лавина на највисоко можно ниво во последните 10 години.
6 лица се повредени, од кои 4 деца при експлозија која се случила во зграда на 5-ти кат на северозападот на Сибир, соопшти регионалното Министерство за здравство. Во соопштението се наведува дека 6 лица во критична состојба се во центарот за нега на изгореници во болницата број 1 и сите 6 се на интензивна нега, а и дека уште една особа ја повредила коската на петата. Експлозијата и пожарот се случиле во зграда на 5-ти кат во Омск, а избиле во стан на вториот кат, уништувајќи ги прозорите и терасата. Времето од денеска претежно облачно со слаби проврнувања од дожд и снег на планините. Ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Температурата ќе се движи од 2 до 9 степени. Следува период на претежно облачно време со слаби локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Поради спуштање на студен воздух од север в недела и в понеделник ќе му услови врнежите да преминуваат во снег и на некои пониски места. Повеќе врнежи ќе има во северозападниот дел од земјава. Тоа е се што подготви информативната редакција на К1. Ви благодарам на вниманието. Пријатно!